првото линковско вклучување за овој 1 септември. Ние се наоѓаме пред основното училиште Петар Попарсов за да разговараме на таа тема, односно колку е важен сообраќајот во однос на безбедноста на учениците, секако особено основците, меѓутоа тука се и средношколците, и колку поголемо внимание ќе ни биде потребно, меѓутоа и трпение за да ги оставиме тие места околу училиштата да се побезбедни. За сето тоа разговарам секако со Дејан Андоновиќ. Пред се благодарам што утро вака волку рано успеавте да дојдете и да го направиме овој разговор со цел да поттикнеме поголема јавна свест, затоа што денес официјално започнува учебната година, па ќе ни треба поголема трпеливост, но и внимателност. Денеска почува, но мораме да бидеме секој ден внимателни, особено бидејќи знаеме колку сообраќајот знае да возврати негативно доколку него почитуваме. Денеска е 1 септември. Републичкиот сојуз за безбедност во сообраќајот на патиштата заедно со својот партнер МВР секоја година во ова време спроведува кампања за едукација и безбедност на најмалите, најмладите, но и на предшколска возраст, градинки, но и осмолетка и средношколци. Се со чест, се со поента да најмладите се научат како да се однесуваат во сообраќајот. Се разбира, родителите се тие кои најмалите ги носат до училиште, но тие треба да бидат и пример за децата како треба да се однесуваат во сообраќајот. Паралелно со тоа, Републичкиот сојуз за безбедност во сообраќајот на патиштата и МВР има едукација на најмалите преку поенки соодветни содржини за нивната возраст, како да се однесуваат во сообраќајот. Ќе те потсетам дека и ние, и мојата генерација, и твојата одевме во училиште, ни покажуваат црвено, жолто, зелено и сето она како треба да се однесуваме. Но поентата на ова јавување практично е да апелираме до сите учесници во сообраќајот, особено до родителите, да внимаваат како се однесуваат во сообраќајот, независно од се, но особено за најмалите и најмилите, бидејќи тие се идните учесници во сообраќајот. Па вие како родител утринава, кој ќе го носите вашето прваче или помало детенце кое треба да оди во градинка или училиште, треба да му видите пример како треба да се однесува утре во сообраќајот. Да, секако тоа е една од кампањите, односно целта која што ја имате заедно со МВР, меѓутоа друга тема која што е многу веројатно поактуелна периодов, за жал поактуелна, се електричните тротинети и малолетниците кои што ги користат. Веќе имате заедно со МВР во соработка направено едукативни видеа, меѓутоа колкава е потребата од уште поголемо зборување на оваа тема, затоа што не само што ги возат малолетни лица, често сме сведоци дека ги возат и по двајца, што е уште понебезбедно, па како стојат статистиките во однос на електричните тротинети и безбедност? Бидејќи имаме поголемо присуство на тротинети на улиците, може тоа е видливо да се види, особено изминатите месеци, се зголемува и бројот на сообраќајни прекршоци, би рекол. На среќа немаме човечки жртви, но имаме повреди, имаме сообраќајни инциденти покрај тоа што тоа може секако да се протолкува во смисол на загрозување на безбедноста во сообраќајот. Сведоци сме, како што рековте и вие, ево и вашите гледачи, дека зборувам, може да се потсетат дека во текот на денот може да видат како малолетници возат тротинети, како се возат двајца и тројца на тротинет, дури има и како шетаат миленичиња. Она што може би исто така доста опасно и возењето на електрични тротинети по коловоз, се однесува на коловозот каде што се движат моторните возила. Ние имаме кампања со цел да ги потсетиме граѓаните првин како треба да се однесуваат со електричните тротинети, значи да возат 6 км на час по пешачка линија, 25 км на час по велосипедска патека, но никако не по коловоз каде што одат моторни возила, дека треба минимум 14 години да имаат децата кои управуваат со тротинет, никако не сме да се возат двајца, тројца или како веќе гледаме дека на одредени позиции се возат, да не се шетаат миленичиња додека се вози тротинетот и сето она е апел, особено до родителите, да не им даваат на своите деца електрични тротинети ако немаат години, ако немаат некакво сообраќајно предзнаење и да не им даваат пари да ги изнајмуваат оние тротинети кои се изнајмуваат. Но
актуелни се, ние направивме едно едукативно видео да допреме до граѓаните и повторно ги подсетиме, бидејќи поентата на нашите кампањи е да бидеме присутни во јавност и да ги подсеќаме луѓето и покрај тоа што можеби многу пати истото го зборуваме, но ќе го зборуваме истото се додека учесниците во сообраќајот го прават истото. Значи повторно ќе кажеме не електрични тротинети на тој начин, не алкохол и возење, не неприлагодена брзина, не непочитување на сообраќајна правила и прописи, со цел да ја подигнеме јавната свест, но и тука е многу важна сообраќајната етика, да се вози таму каде што има услови. Значи вие можеби имате по пешачка, по велосипедска патека право да возите велосипеди и електричен тротинет, но ако немате услови, нема да возите. Исто и со преминување на улица, и тоа е практично сите кампањи кои ги имаме во текот на календарот на активности низ цела година се базира на тоа. Се базира до апел до учесниците во сообраќајот да гледаат и бидат видени, да бидат концентрирани додека учествуваат во сообраќајот, да ги почитуваат правилата и прописите, пропишаната сообраќајна сигнализација и да ја подигнат јавната свест и сообраќајната култура. Колку успевате во тоа последното, затоа што се чини дека веројатно можеби тоа е најтешкиот дел во однос на кампањите, стигнува навистина до голем број луѓе, најчесто и до самата таргетирана група и кога станува збор за електричните тротинети, меѓутоа од колкава помош се токму тие кампањи, затоа што кога ги споменавте кампањите за едукација на најмалите во училиштата, тоа е нешто кое што кога се почнува од мали нозе навистина останува врежано во самата меморија и подоцна и почитуваат. Меѓутоа кога веќе имаме повозрасни групи на граѓани кои што на нив се однесуваат тие кампањи, дали тука вродува со плод? Онолку колку што очекувате вие? Статистиките велат дека имаме напредок. Знаете како е во се, па и во сообраќајот и во овие кампањи. Тоа што може да направи еден неодговорен учесник во сообраќај не може да го поправат ни 10 одговорни, бидејќи ние секогаш ќе се фокусираме како јавност дека нешто се случило и вие правите џабе ова или ова. Не, ништо не е џабе, ја мислам дека ние доста допираме до граѓаните и ми се чини дека се подига полека сообраќајната култура, бидејќи самите луѓе се свесни за тоа што значи доколку продолжат да бидат неодговорни, неконцентрирани дека учествуваат во сообраќајот. Во однос на децата и најмилите, ние повторно ќе кажам, од овие кампањи многу пати се фокусираме на родителите. Сите ние како родители, сите оние родители и во повозрастните генерации воопшто треба да бидат пример како треба да се учествува во сообраќај. Особено еве ова што го зборуваме сега за електричните тротинети, кога ќе видите некое помладо дете дека е неодговорно, можеби и помалку ќе ви биде помалку ќе го обвините, но кога ќе видите возрасен човек кој представително оди некаде, а при тоа на работа, а при тоа прави сообраќајни прекршоци, тоа е лошиот пример. Зато сите ние треба да им покажеме на идните генерации, секој од нас, како треба да се однесува и да биде одговорен во сообраќајот, бидејќи неодговорноста во сообраќајот ги чини многу, не чини сите нас многу. Дејан, ви благодарам многу за разговорот. Се надевам дека ќе допреме до што можно поголем број публика со цел да имаме поголема безбедност во сообраќајот. Ви благодарам и на вас, бидејќи овие кампањи кои ги правиме без ваша медиумска поддршка многу потешко можеме да допреме до граѓаните. Уште еднаш сакам да го честитам првиот училишен ден за оние кои почнуваат да одат во училиште, зборувам за првачињата, да им посакам успешна година и на нив и на нивните професори и на сите оние кои ќе бидат вклучени во тој процес. Ние како Републички сојуз за безбедност во сообраќај ќе гледаме се што можеме во нареднава сезона, особено во месец септември, да ги спроведуваме тие едукации, да имаме да создадеме поедуцирани и поодговорни идни учесници во сообраќајот. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам. Тоа беше разговорот со Дејан Андоновиќ во однос на безбедноста во сообраќајот за овој 1 септември, меѓутоа нешто кое што треба да трае во текот на целата учебна година, но и секако и во останатиот дел, особено фокусот беше ставен на сообраќајот околу основните и средните училишта со оглед на тоа што знаеме дека има ученици кои што за големите одмори излегуваат, меѓутоа како што истакна и самиот соговорник, најважно е сообраќајната култура да тргне од дома, па родителите да бидат пример за своите деца, токму кога ги носат кон училишните клупи. Разработивме и актуелната тема во однос на електричните тротинети, нешто кое што во моментов и последниве месеци се соочуваме со поголеми сообраќајни незгоди или инциденти, па РСБСП заедно со МВР со едукативни кампањи и на таа проблематика.